Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во првото издание на Само интервју во новата 2026 година. Наш прв гостин во оваа нова година е Арбен Таравари, лидер на едно од крилата на Алијанса за албанците. Секогаш ми е тешко да ве представам и вас и господинот Зијадин Села кога треба со оглед на тоа што ако не се лажам се уште не ви е расчистена таа работа. Расчистена има одлука на апелацијски суд на кој што повторно има жалба. Меѓутоа често велам партија не се печатите кои ги има, туку кој има поддршка кај граѓаните. Са вие ги имате печатите кај вас се? Кај нас се, меѓутоа најбитно е... пак е обжалена? Да, најбитно е кој има поддршка. Се Алијанса за албанците има 40 советници, 2 градоначалника и 3 пратеници, така да без разлика. 3 пратеники имате, зашто на сајтот на собрание гледам има 6 пратеници Алијанса за албанците, ама не знам кои се со вас, кои се со Зијадин Села. 3 ги има Зијадин Села, кој што ги доби заедно со Европски фронт со Али Ахмет и ние бевме тогаш влен. Имавме 5, двајца ги зема власта, ги проголта, останаа 3 пратеници, 2 градоначалници се избрани и 40 советници, општински советници. Што пак е релативно една, да речам, по бројки од најаките партии освен ДУИ. Овие што се во влен, не верувам дека некоја има 40 советници. Колку има Зијадин Села? Не знам точно. Не знам, меѓутоа сигурно многу помалку. Добро, кога се подготвува за емисија, видов дека одамна не сте биле гостин во Само интервју, скоро 2 години има, тогаш бевте председателски кандидат на Вреди, тоа беше пред парламентарните и председателските избори, од тогаш многу работи се случија. Во меѓувреме бевте министер за здравство, бевте дел од владината коалиција, лани ја напуштивте, сега сте повторно во опозиција, дел од коалицијата предводена од ДУИ, Национална алијанса за интеграција. Да, се вика коалицијата која што беше за локални избори е Национална алијанса за интеграција. Во таа Национална алијанса сме 2 партии, поголеми партии, да речем, ДУИ и Алијанса за албанците. Постојат и помали партии кои што се дел од таа коалиција, така да сега сме во опозиција, оти така сметавме. Начелно 2024 година, кога се формира ВЛЕН, до тогаш беше ЛЕН. Ние бевме дел од власта, заедно со СДСМ, ДУИ, бевме дел од таа влада. И јас и огромен број од членовите на партијата, и тоа се покажа и на изборите 2024 година, излеговме од влада, исто како сега 2025 година, и се приклучивме на ЛЕН, тогаш стана ВЛЕН, заедно со нас. И успеавме да добиеме 107.000 гласови. Без министри, без директори, без вработувања, без никакви да речам благодети што ги дава власт. Добро, тоа беше главна причина за разидувањето со Зијадин Села. Тој беше за да се продолжи он беше да се продолжи со ДУИ. Ја мислев дека ДУИ мора да оди во опозиција, мислејќи дека ние треба да ја донесеме промената. И замислете, ВЛЕН сега има 6 министри, околу 200 директори, полно бенефиции од власта и сега добија 91.000 гласови. А пред 1,5 година добија 107.000 гласови заедно со нас, кога бевме и ние дел од ВЛЕН. Без министри, без бенефиции, без вработувања, без ништо, добивме 107.000. Локални избори се ќе реализираме тоа, бројките има и кај вашата коалиција има пат на бројот на гласови, ако гледаме така. Не, видите, турската партија не беше сега дел од коалицијата, турската партија се покажа дека има околу 20.000 гласови. ТДП сега не беше дел од коалицијата. Ја не зборувам за ромска партија и што имаше друго, и во опозиција е нормално да има пат на гласови. Меѓутоа, кога си на власт првата година, посебно првата, и втората година се очекува да имаш пораст. Ви велам, 107.000 гласови земавме на парламентарните 2024 година без со опозиција, без министри и без директори. И сега се на 91.000 гласови со министри, со директори, со бенефиции, со помош од власта. Добро, ви реков ќе ги анализираме, вие очекувате други резултати. За ова сега, значи така беше, но вие една година подоцна сепак решивте да ја напуштите таа коалиција и да се придружите на коалицијата предводена од Али Ахмет. Дали на овој начин не признавате дека сте погрешили? Не сум погрешил, знаете што?
дека Зијадин Села бил фактички во право. Не, тогаш. Добро, без разлика. Ја мислев дека и мислам дека направивме многу добро што Дуи отиде во опозиција. Ова е фантастичен чекор. И на Дуи требаше да оди во опозиција. И добро е што е Дуи во опозиција, нели? Гледате, Дуи се чисти. Се чисти од одредени луѓе. Меѓутоа промената, која што велиме Влен беше промена, така викавме ние 2024 година на парламентарните избори, и сега кога ги гледаш Рами Смерко со Влен и со ВМРО, нели? Во Советот на општина Струга, Рами Смерко е дел од коалицијата Влен ВМРО. Знаете тоа. Невзат Бејта, Влен, промена. И пак сте на различни страни со Невзат Бејта, да. Не, јас сакам да кажам дека сите остатоци, значи талогот од Дуи отиде во Влен. Значи тоа ли е промената? Ова ли беше таа промена што и ветивме на луѓето? Меѓутоа не се само овие две особи. Значи постојат огромен број на луѓе за кои што ние мислевме дека се негативни и дека се корумпирани и дека се да речам лоши политичари во Дуи, веќе се со Изет Меджити и со Влен. Ако ова било промената, јас кажав уште минатата година, јас не штум за оваа промена. Ова е лажна промена. И затоа одлучив повторно и поради тоа што имавме повеќе несогласувања во Влен, меѓутоа и со ВМРО, однесувањето на ВМРО према Влен. Овие две причини. Ако добро разбирам, не се каете што не напуштивте коалицијата, лани? Апсолутно, јас сум многу горд што видите, ретко има политичари во Македонија, ретко и македонски и албански, кои што ќе излезат од позиција во опозиција, од влада во опозиција да одат. Да, но знаете, вие многу често го правите тоа. Не. 2024 и 2017 бевме Алијанса за албанците, тогаш одлучивме, ја бев министер за здравство. Одлучивме, одиме во опозиција и победивме и тогаш неколку општини. 2024 за да донесеме промени, излеговме од власта. Секој трча по власта. И 2025 бевме во власт. Ја бев министер за здравство. Ако гледате така, кажете ми 3-4 примери во Македонија, кај што некоја партија одлучила од власт да оди во опозиција. Тоа се ретки примери. Тоа дали е често, ако е нешто лошо, подобро е на време да излезете, отколку да продолжите да седите во некој брод кој што тоне, а ја мислам дека Влен е брод кој што тоне, е проект кој што не е одржлив. Едноставно не е одржлив. Таму се 5, сега се вклучени, направени уште 2 партии, 6-7 партии се. Ма вие знаевте дека е така тоа од почеток? Во почеток почнавме само 4 партии, сега се 7 или не знам, 6 или 7 партии, не сум сигурен. Само се формираат партии, фракции. Таму е хаос, не се знае кој јаде, кој пие. Внатре во Влен зборам и ја не би сакал да бидам дел од Не верувате дека ќе прерасне во партија? Многумина во вас гледа лидер дека ќе бидете на таа партија. Така веле, кога бевте председателски кандидат? Еве, јас ви кажувам дека тој проект, јас знам од внатре како функционираше, а знам и сега како функционира, тој проект е неодржлив. Нивна среќа е што Мицковски инвестира во нив, значи инвестира од својата енергија, од својот кредибилитет. Да не е Мицковски, тие би се разделиле уште пред избори, пред локални избори. Меѓутоа премиерот одлучил му требаат како проекција и ги одржува. Инаку да не е премиерот, за 10 дена ќе се разделат, ќе бидат парам парче. Не очекувате да станат партија, бидејќи најавуваат тие цело време, велат дека се работи на тоа. Моја прогноза... Додуше го долговлекуваат постојано. Видете, што е проблем? Не може да се договорат кој да биде лидер? Не знам сега, знам дека 2024 година, откако се формира владата, јули-август, седнавме и јас ги прашав, реков, идејата беше да бидеме една партија и знам дека сите, и Бирал, и Африм тогаш беше, Африм да беше уште, и Изет рекоа не, подобро да постоиме како 4 партии, па ќе видиме понатаму. Ја видов дека нема тоа да прерасне во една партија и потоа што се случуваше внатре, што не е за јавноста, мој впечаток е дека никогаш тоа не може да биде една партија. Ние кога излеговме од власта, тоа е од влада, од 15 мај минатата година, тие сите покажаа со прст. Таравари беше причината што ние не можевме да се споиме. Да, тогаш најавија забрзување на овој процес за формирање на партијата. Веднаш започна, формира едно председателство кое што е по 3 члена од секоја партија
и рекоа за 1 месец, за 2 недели, за 3 недели и од тогаш поминаа 7-8 месеци и се уште до никаде се и мој впечаток и тоа што го знам внатре што се случува, таму се кој на кого ќе му забие нож. И ја не верувам дека тој, да речам, политички монструм ќе стане едно. Невозможно е моја перцепција. Ама камо среќа да бидат една партија, тоа за општеството, посебно за албанците би било добро. Добро, тоа нема да биде чудно. Беше лесно да се обедините сите антидуи, но потоа е тешко да се функционира за нешто. Лесно е да си против нешто. Видете, сега, барем според мене, му се случува на Билал тоа што ми се случуваше на мене. Посебно од крајот на 2024 година. Видите, после изборите 2024 Алијанса за албанците започна на терен да организира и конгрес на партијата и тоа беше масовно приклучување на луѓето. И тоа некако им пречеше. Искрено и станаа 3 партии, значи Изет, Зекирија и Билал заедно и секогаш што ќе имавме нешто да дискутираме, секогаш ќе беше 3-1. Ме надгласуваа. И кога доаѓаш во таква позиција да 3 се споени во едно за да во секој случај да ти кажа дека не може да отиде тоа што предлагаш, така ја видов дека нема да функционира и не е одржливо тоа на долг круг. Сега мој впечаток е дека сето тоа што ми се случуваше на мене, сега наскоро ќе му се случува на Билал Касами. Меѓутоа, да дадеме на времето, ево ова е моја прогноза, да дадеме на времето да видиме што ќе се случи. Мислите му пречи растот негов на другите во коалицијата? Па најверојатно, он има сега Зашто вчера беше на лидерската средба, тој беше представник на Влен. Така и ние функциониравме до мај. За на камери, пред за сликање, така. Меѓутоа, што се случува внатре, ние имаме информации, нормално имаме наши луѓе со кои што комуницираме и повеќето луѓе кои што не изгласаа како промени сега ги нарекуваат, фала Богу, не сум дел од тој проект веќе, разочарување, огромно разочарување. Добро, ама вие напуштивте не цели 10 месеци после. Да, 10 месеци ја бев. Да, ние бевме 10 месеци после тоа напуштив. Реално се за 10 месеци прашање колку може да се направат големи промени. Видете, не. И вие самите велевте дека се дуизирани институциите, дека реално имаше последици тоа владење на СДСМ. Сега значи ако било дуизирано, ако Рами Смерко кој што е на црна листа, кој што бил еден од најлошо, така да речам, експонирани ликови на ДУИ, денеска ви е Влен. Тој не е Влен, само ги поддржува, претпоставам, во Советот. Тој не имаше своја листа. Не, комплетно координирани и помогнал кандидатот на Влен да победи во Струга. Ја ова го сваќам дека соработува и во Советот на Струга се заедно. Лут му е на Али Ахмети, веројатно, од одмазда. Невзат Бејта, исто така. И уште колку ликови што не ги знаете по име и презиме, а посебно во Скопје и Скопско, кои што се крајно криминализирани и кои што денеска се нарекуваат без срам Влен, а мене искрено највише тие ликови ме прече. Уште 23 од ДУИ се останати од таа стара гарда да му се преклучат на Изет и да имаме ДУИ 2.0. Значи, една, како да речеме, ребрендирана ДУИ. Добро, што ќе му одговорите на тие што постојано вас ве прозиваат поради овие чести промени на страната, дека на некаков начин го изгубивте политичкиот кредибилитет веќе? Видете, и можеби е така. Мојата цел беше да сигнализирам, да алармирам. И тешко е на членовите еднаш пред една година, 2004. Да, реално вашите ставови беа, велевте Мицковски дека е супер западно ориентиран, дека е коректен и сега треба да зборувате друго. Во ред. Не, јас кажувам што е договорот со Мицковски, јавно го кажувам. Прво беше евроинтеграција, максимум 6 месеци. Кај сме со евроинтеграција? Имаше таков договор, зашто никогаш тоа не се потврди дека има таков договор. Вие имавте како Влен таква... Тоа е објавено и од ВМРО ДПМН, проверете го ова. Не беше дека евроинтеграциите ги ставивте во приоритетите, во тие 3 приоритети, ама немаше никогаш временска рамка. Само што премиерот ни кажа дека дајте ни време за да видиме како да изнајдеме решение за да се направат уставните промени и не само јас. И Изет Меджити има излезено по медиуми, има кажано за 6 месеци.
и Билал Касам. Нема збор дека Сите имавте имаат такво кажано. ветување, да, но потоа па сите застанавте во на иста линија со ВМРО дека потребни се гаранции. Не, ја повторно И вие велам. велевте дека треба гаранции, дека премногу време не малтретираат. Ја повторно велам, ја ги разбирам македонски сограѓани. Дека треба да се изнајде некакво решение, меѓутоа затоа кога водиш некоја институција, посебно влада, треба да изнајдеш решение кое што ќе биде некаква гаранција за македонците, прифатлива, и повторно инсистирам што попрву треба да се случи тоа. А каков тип на гаранција ќе најде? Тоа е веќе работа на премиерот. Затоа му дадовме 6 месеци. Дали верувате зашто велевте дека е супер западно дека работи на тоа? Јас сум веќе скептик. Јас мислам дека напротив, Македонија е против започнување на преговорите со Европската унија. Ја не гледам некаква иницијатива или некаква волја од македонската страна, од македонската влада, велам, и тоа е загрижувачки. Бидејќи членството дека во секој момент би ги направиле те уставни измени доколку има некаков. Така велат 18 месеци и ја разбирам дека знаете тешко е да прифатиш Коридор 8, еднаш велија дека не треба да биде, да кажеш после дека е најголем проект последните 30 години, супер. Тоа го прифати ВМРО, ДПМН и тоа е добро. Преспанскиот договор не го прифаќа и јас знам дека е тешко. И сега велат дека е добар договор и супер е тоа. И трето, добрососедскиот договор, односно договорот меѓу Европска унија и Македонија за вметнување на бугарите во уставот, ја ги разбирам дека им треба некаква гаранција. Навистина, Македонија неколку пати е оставена во лоша позиција. Значи, во лоша позиција во смисла на кога се смени кога беше Преспанскиот договор, нели имаше ветување дека ќе биде и дел од Европската унија. Дојдоа повеќе представници од Европската унија и Македонија не стана за жал членка на Европската унија, меѓутоа Гоце во овие турбулентни времиња во светот. Во овие турбулентни времиња во светот, а и во регионот, јас мислам дека Македонија добро е што е членка на НАТО. Тоа е многу добро. Меѓутоа, уште подобро би било да ги започне преговорите и барем на брза лета заедно со Албанија да бидеме и членка на Европската унија. Да, но Мицковски истото го зборува цело време. Видете, дека беше во опозиција. Оваа држава, сега не го променил ставот тој. Зашто? Па за однос на внесувањето на бугарите во уставот. Видете, Вели, да, ние ќе ги внесеме, но да имаме некакви гаранции дека нема нови условувања да има. Декларативно да. Ја колку што знам од Бугарија неколку пати имаше ставови дека нема да има никакви проблеми, никакви други условувања. Меѓутоа, сепак он е првиот човек на владата. И требаше или треба што поскоро, моje мислење од оваа држава и моја држава, во држава во која што живеат и моите деца, и сакам да биде што постабилно во овие турбулентни времиња. И сите тоа го сакаме. Не за нешто друго. Туку ова е држава на сите нас. Вие верувавте дека Мицковски сака да го направи тоа? Зошто се промени во меѓувреме? Јас сум кажал дека од сите претседатели на партии во Влен, ја најдолго го знам Мицковски. И најверојатно мислам дека најдобро го знам и најдолго го знам. Ја имав верба. Ја му верував на господинот Мицковски, не го кријам. Меѓутоа, последно време се разочарувам. Кога од една страна вика дека е против ДУИ, дека е за промени и ја бев за тоа. И сега кога гледам дека има соработка со Бета, со Мерко, со Изет Меджити, со одредени други ликови од подземјето, бившо подземје на ДУИ, и сега од една страна вели јас сум против ДУИ, од друга страна ДУИ се прешалтува во една друга формација и не се вика ДУИ, туку се вика демократско движење. Со Изет Меджити вие соработувавте. Без разлика. Повторно би сакал да зборувам повеќе за овие теми за евроинтеграциите и ова е жално. Ја би посакувал и тука сме како партија и како политичар колку што можам да помогнам и можеме да помогнеме за да Македонија заедно со Албанија бидат полноправни членки на Европска унија што поскоро. А јас сум сигурен дека Албанија тоа ќе го постигне најдосна 2029 година и ако зборите и со повеќите представници на дипломатскиот кор, искрено повеќето од нив со разочарување зборуваат
Да, зошто тоа би било причина да излезете од владата? Мислам, што Ама не е тоа ќе се постигне единствена тоа? причина, не е тоа единствена причина. Никогаш не сум Секако кажал. зависи тоа од ВМРО ДПМН, и вака и така. Добро. Да. Ние имавме договор за 4 точки. Децентрализација. Кај сме со децентрализација? Никаде. Дури уште повеќе се централизираме за фискална децентрализација. Економски развој. Кај сме со економскиот развој? Знаете колкави притисоци имавме ние од луѓето? Што правите вие во влада? Само вие си уживате? А добро, Ти си тој министер? унгарскиот кредит, нали на сите општини го поделија исто? Ама тоа не е долгорочно и одржливо решение, Гоце. Тоа е решение кое што им даваш одредени проекти да реализираат и тоа, фала Богу, е поделено подеднакво исто и на албански и на македонски општини, на сите општини. Никој не се пожали, да. Апсолутно, апсолутно. Меѓутоа, економски развој од државата до кај сме? Никаде сме. Борба со криминал и корупција. Меркови е дел од владата. Мендух Тачи соработува со владата. Луѓе кои што се на црна листа на Америка. Ова ли беше таа борба со криминал и корупција? Значи, ние како влен, во се што ветивме, ништо не испорачавме. Фала Богу што јас излегов од владата. Ние излеговме од владата на 15 мај, така да тој закон за како се викаше, закон за правична застапеност. Требаше тоа ноември, договорот беше ноември или октомври 2024 да биде. А беше во Венецијанска комисија, нели? Чекаја мислење. Откако ние излеговме од владата, значи после 15 мај, тек еден месец после тоа го тригерира процесот и тој закон се испрати во Венецијанска комисија. Велите дека поради тоа што вие излеговте го забрзаа процесот? Апсолутно, да не беше сигурно, ја гарантирам дека тој закон... ништо не направивме. Еве, како влен, ние во владата за 10 месеци, апсолутно ништо, освен те речам во здравство, пензии, може да каже Фатмир Лимани, бидејќи беше министер за труд и социјална политика, во здравство направивме одредени проекти, меѓутоа тоа не се луѓето не ги интересира дека капитација е покачена за само вработување ги интересира. Не. Видете, има многу економски развој, не е вработување. Со економски развој ти имаш нови работни места. Деблокирање на европски пат, тоа не е вработување, тоа е отварање на земјата за поголем број на инвестиции, повторно. Влегуваш во една сигурна зона, што е добро за државата, што е добро за сите нас кои што живееме тука. Така да не се работи само за вработување. Меѓутоа, како влен од сето тоа што го ветивме ние, единствено нешто... За укинувањето на балансерот, тоа беше една од главните причини кои што ги наведовте лани. Не. Тоа беше за балансерот, се укина по одлука на Уставен суд. И ние одма побаравме, седнавме тогаш што премиерот, ова е некаде август-септември 2024 година, побаравме законот за правична застапеност. И денес, утре, уште една недела, 2 недели, и тоа ние излеговме, па после тоа се испрати во Венецијанска комисија, некако не доаѓаше еден член во комисијата за законот за правична застапеност и тоа... Давате уште поддршка на тоа? Сметате дека тоа е добро и одржливо решение? Јас се уште не го знам, не сум го прочитал законот, бидејќи беше објавен? Не е објавен. Тоа што е испратено имаше драфт верзија, да. Тоа што е испратено во Венецијанска комисија, да причекаме, нека дојде и ќе кажеме дали се согласуваме. Меѓутоа, Што и вие самите велевте дека има проблеми со балансерот, дека сите имаат забелешки, дека дури самите ДУИ што најмногу реагираат на тоа, го има предвидено во стратегијата за реформи на администрацијата. Го тргна ДУИ, потоа дојде во времето на влен да се тргне комплетно, бидејќи знаеш, повеќе македонци се пишуваат како албанци, повеќе албанци се пишуваат како македонци да се вработат. И не беше баш добра алатка, да речам, за да биде запазено. Апсолутно. Се надевам дека законот е добар, кој што ќе биде одржлив и кој ќе биде добар за сите граѓани во државата, без разлика на која етничка заедница и припаѓаат. Добро, вие, иако најавите дека самостојно ќе настапите на локалните избори, сепак на крај одлучивте да одите со ДУИ. Са прашање што добивте од таа коалиција? Многу големи очекувања имавте дека ќе победите многу убедливо. Бевте гостин на Канал 5 во Вести Плюс во летото, 31 јули. Таму го гледав тој разговор кога се подготвува за емисија. Бевте многу оптимист дека ќе победите 2:1, 3:1, дека ако не е 2:1 не е ни резултат, дека не треба ни предвремени избори да се бара.
Но еве изборите завршија, да не беше ова прегласување и овој вашиот Валјон Лимани ако не победеше во Гостивар, ниту една градска општина немаше да има коалицијата. И Сен Шабани. Не, викам за градски општини, значи урбани. Да, од урбаните само Гостивар успеавте. Тоа е јавна тајна. Значи ВМРО, и тоа го кажа Мицковски, помеѓу двата круга, значи се жртвуваше за Влен. Тоа е јавна тајна и тоа го кажа јавно. Рече, и мене ми беше срам да им кажам на луѓето да гласаат во првиот круг. Кога вели срам, не е срам да гласаат за кандидати за градоначалници. Туку според нашите анализи околу 10 до 15.000 гласови на ВМРО ДПМН се отидени за листите на Влен. И конечниот резултат во листите. Мислите не гласале за советници на ВМРО, гласале за советници на... Гарантирам 10 до 15.000 на ниво на Република Македонија. Јас сега ќе ви кажам. Например, во Тетово ВМРО имало 7.500 гласови во парламентарните избори. А во Гостивар имало 6.500 гласови. Сега, на локалните избори, ВМРО има во Тетово 4.000 гласови. 3.500 недостасуваат. Јас знам дека не се бројка, не се налог, луѓето се разочарале, може гласале за други партии, за независни, може да се разочаруваат и тоа да биде 20-30%. ВМРО на ниво на цела Македонија имаше пат од над 100.000 гласа. Знам. Не е тоа само Тетово. Меѓутоа од 7.500 никогаш, а во Гостивар имаат 5.000 гласови. Ако се разочарани, Тетово и Гостивар се 25 километри. Неполни 25 километри. Во Гостивар е околу 30%, 25% помалку, а во Тетово е околу 3.500, половина, скоро половина од гласови. Ја гарантирам има и незадоволни. Меѓутоа има квантум на гласови кои што отидени директно од прв круг во листите на... Само знаете, господин Трвари, ова малку е са теорија на заговор. Сега немате докази анализира... за ова и секако да барате алиби за резултатот. Така испаѓа. Како да објасниме, на пример, Чаир. Па да објасните дека сепак сте направиле погрешна проценка. Луѓето така одлучиле. ВМРО имало 4.500 гласови во парламентарните 2024 година. Сега ВМРО има таму 1.700 гласови. За ревизија повеќе од половина на гласачите на ВМРО... Не ми изгледа малку веројатно зошто не би гласале за листи на ај за градоначалници, нема збор за тоа. Јавно кажа дека ќе се подржува. Затоа што ја ви велам, значи испораката на добар резултат за Влен од страна на ВМРО беше огромна инвестиција која што го направи господинот Мицковски и во советнички листи... Значи вие потценивте моќта на ВМРО, фактички лани кога прогнозиравте. Ја не мислев дека ВМРО ДПМН толку ќе се залага за Влен. Например, во Струга повеќе ВМРО се залагаше за градоначалникот. Знаете, вие со Мицковски го преговаравте, уште тој кажа уште пред изборите дека тој со ДУИ не сака да коалицира. Ама не мораше да коалиционира. Па сега за да не коалицира со ДУИ мора да има алтернатива. Се случи да ВМРО нема од спротивната страна во македонскиот блок нема борба, да речам политичка борба. СДСМ беше преслаба и се концентрира повеќе во западниот дел на државата, се со цел да ја подигне колку што може Влен и ја подигна максимум 91.000 гласови за советници, а Националната алијанса зема 124.000, значи околу 25% помалку. Да, ама разликата е 23.000? 23.000, точно околу 25%, да. Да, ама тоа е далеко од вас спрема еден и спрема еден. Очекувањата, нашите очекувања, видите, немаше... Вие велевте анкетите велат 2 спрема 3 спрема. Еве, има луѓе и агенции кои што работат анкети, немаше анкета кај што Влен излегуваше на 70.000 гласови. Не постоеше анкета. Не постоеше анкета во која што се покажуваше дека Влен ќе земе повеќе од 70.000 гласови. Тие испорачаат 91.000 гласови, респект. Тоа е, изборите, како се вели, народот и кога греши има право. Така викаше Бранко Френковски, да. Добро, вие задоволни сте од тоа што добивте? Вие веројатно вашиот ќе победеше и како независен додеше, и како Влен додеше, како и додеше ќе победите во Гостивар. Не е така. Ние ќе победивме и со Влен и без Влен во Гостивар и во Врапчиште. Очекувањата беа поголеми, искрено. И Али Ахмети не очекуваше 4 општини од 10 да падне во 4 општини. Меѓутоа тоа е. Секогаш
народот излегува гласа, државата, Прашање дали владата може во вакви помага. услови триумф да се прогласува. Видите, Зашто пак некако победите, на пример, мене ми беше тоа како грижа на совест на Мицковски кога ќе му текнеше, излегуваше во парламент и кажуваше бидејќи имавме соработка со ВМРО и 2017 и 2021 година. И навистина ми помага во победите во гости. Меѓутоа разликата беше огромна и тогаш, така да не беа разликата само гласовите на ВМРО. Излегуваше и во парламент, кажуваше ја го направи Арбен и по телевизии, таравари, јас го помогнав. Сега се покажа дека Алијанса за албанците во Гостивар победува и без ВМРО ДПМН. Иако ја би сакал јавно да им се заблагодарам на повеќе членови на и СДСМ, и ВМРО, македонци, турци, кои што безрезервно не поддржаа во општина Гостивар и општина Врапчище. Добре, алтернативата им беше без разлика дека има Бејта против кого гласеа претходно, така па што ние не го извадивме пак со Бејта. Бејта на различни страни сте некако, Ама- само ги сменивте страните. Ние не го кандидиравме Бејта. Бејта Ама тоа е беше- збунувачко за гласачите се, да. Бејта беше кандидат на Влен и на ВМРО ДПМН. Добро, вие иако реков лани велевте дека ако не е голема разликата, нема основа да се бара превремени избори, сепак сега во неделата по победата во Гостивар во изјавата за медиумите рековте дека треба избори да има во мај или во октомври, ако добро ве разбрав, ако беше добро Точно преведено. така кажав, оти нон-стоп ова го зборуваме за предвремени избори. Знаете што? Предвремени избори не зависи ни од ДУИ, ни од Алијанса за албанците, ниту од Влен, ниту од СДСМ, зависи од ВМРО ДПМН. Добро, тие ВМРО вели дека нема да има. по нашите информации што ги добиваме, можеби јавно така кажуваат, меѓутоа по информации што добиваме од колоари околу ВМРО ДПМН дека најверојатно оваа година планираат да одат на избори. Например, на последната средба со господинот Мицковски, некаде 10. мај или 9. мај, кога се видовме, он кажа дека 2026 година ќе биде изборна година, значи за парламентарни избори, меѓутоа без разлика на тоа. Може би сега го сменија ставот, секоја партија има своја стратегија. По моите информации, тие информации што ги имам, ги поседувам, мислам дека 2026 година навистина ќе биде изборна година и ќе се одржат парламентарни Значи, избори. во разговор со вас ви навестил дека годинава планира избори? Не сега. 2025 година, пред да излезем од владата, последниот состанок што се видовме, беше дека 2026 година најверојатно ќе биде изборна година. И меѓутоа повторно ние сите Добро, имаме некои така пријатели. толкуваат и лидерската средба дека во таа функција била. Апсолутно, ја мислам дека Така ја толкувате вие? Апсолутно, лидерската средба беше увертира за предвремени парламентарни избори. Мислите дека беше добро тоа што Али Ахмети се појави таму Не знам, за разлика од Венко Филипче кој одбра друг пат на политичка борба? Тоа е